Уште еден интересен разговор ни предстои во утринска Тилма и разговор преку кој што ќе го најавиме и она кој што не очекува овој викенд, поточно на 10 мај. Настанот кој што се случува 7 година поред и кој од година во година привлекува се поголем интерес, односно се поголем број на присутни, како родители, така и дечиња, бидејќи тоа е целта и децата или не младите се во фокусот. Другарството е богатство, една огромна вистина и нешто за кое што треба да учиме од мали нозе, но и темата или насловот на овој настан. Во недела на школка во градскиот парк, одлично доживување веројатно ќе биде, забава и едни креативни моменти кои ги гледавме и во изминативе години, а сето тоа го споделуваме со организаторот на настанот или председателот на Сдруженијето Аутизам ААМК, како е најточно или соодветно да го кажам. И само аутизам е доволно, и само аутизам, добро. И добро познатиот космонаут кој или Денис Јанкуловски. Денис, добро утро и добро дојде во утринска Тилма. Добро утро и благодарам, секогаш ми е пријатно тука кога сум кај вас. Да. Исто, чувството е обострано и тоа е заради можноста и приликата да најавиме нешто кое што е навистина општествено важно. Ако зборуваме за таа општествена одговорност која што треба да ја има секој од нас, нешто за што сте пример, да кажеме, и ако ваквите настани кои што се организираат поттикнуваат барем секој од нас да се постави по едно прашање за тоа што значи љубовта, поддршката, што значи да се ставиме во местото или во улога на другиот, бидејќи сите ние сме едно и веројатно тоа треба да го чувствуваме, сочувствуваме, да го поддржуваме и понатаму сето тоа да биде со љубов. Вие тоа го правите доста успешно и веројатно една честитка за целата таа работа, како и признанијата кои што се добиваат за поттикнување на општествена одговорност. Ке имаме можност да кажеме се и време ќе имаме, но ќе го ставиме првенствено акцентот на она што е повод за гостувањето и нашата тема, настанот кој што не очекува оваа недела или на 10 мај на школка. Другарството е богатство, уште една покана за убава дружба, што се ќе ги очекува присутните. Настанот, како што спомнавте, 7 година поред како се одржува, мислам дека четврти поред ќе биде со исти концепт, значи веќе добро познат концепт. Тоа е затоа што секогаш беше игра, секогаш беше некој вид забава. Нормално на почетокот нели бевме помали во секој поглед, помали од активности, помали од присутни, меѓутоа како растевме секоја година, се повеќе се шириме како со помагатели, како со пријатели, спонзори, донатори, како со волонтери, како со учесници, едноставно се шириме на школка или како што јас секогаш се смеам кога правиме мовет, викам од зоолошка до фонтана. Некој ден ќе се расшириме, а зошто и да не. Само нека има интерес и луѓе да сакаат да учествуваат. Настанот, како што кажав, концептот е една огромна игротека. Тоа може да се види веројатно и од инсертиве кои што одат моментално. Ова не од минатите години? Да, тоа е од минатите години, од предминатите, затоа велам дека сличен е концептот, меѓутоа со многу повеќе активности секоја година, поразлични активности имаме. Имаме игри, имаме односно спорт, имаме забава, имаме едукативни, каде што можеме да научиме многу нови работи, да повториме нешто што сме го научиле. Работилници имаме, музичка, ликовна работилница, ќе има доста. Да не заборавам некој па да се смеам, никој не се лути за таква работа. Меѓутоа ќе биде доста интересно е, баш сега како што гледав има и еден момент кој што мислам дека децата го сакаат, тоа е шминкањето и фризурите кои им прават. Така да тоа е на теренот. Во исто време, значи од 11 до 14:30 часот кога трае цело време настанот, има и настапи на сцена. Настапите се многобројни, верујете, мислам дека не дека одбиваме, меѓутоа навистина е преполно, гледаме секој барем по 5 минути да добие. Секој да има шанса да се прикаже, да даде придонес во целава приказна, а ги има многу и многу сакаат тоа да го направат. Така да тоа е концептот. Школка за мене е едно од најубавите, најшироките, најдругарските, најместата каде што инклузијата на вистински начин се доживува. Што значи самата инклузија на школка? Тоа значи дека, како што реков, освен на сцената и на теренот има игри, има песни, меѓутоа сето тоа да биде заедно направено, значи заедно да играат деца,
намерно во последно време кажувам деца затоа што сите се деца. Точно различни сме и ние сите едноставно, меѓутоа си се почитуваме, си се прифаќаме, се вклучуваме во активностите и целта на како што претходно правевме муабет, целта, поентата која е на сето она што ние покрај сето ова што го правиме и сите кои што прават ваков тип, мислам дека целната група се секогаш повеќе родителите или семејствата кои што немаат некоја директна допирна точка со атипичност, со различност. Иако мислам дека не само Македонија, не само Скопје, туку светот е многу мал и веројатно сите имаме некој во близина, дали е комшија, дали е роднина, дали е пријател на некој наш пријател, кој што едноставно има некоја состојба, некоја заболување, некоја различност. Целната група ни е да дојдат на школка, да се, ајде да речам од една страна, да се ослободат од тие стравови, предрасуди, како ќе биде, што ќе биде. Нека дојдат, нека повелат, нека видат како е, па за следните чекори, веројатно тие самите ќе си ги пронедат во себе што треба натаму да прават. Така е. А ќе се вратиме малку наназад или ќе се вратиме од самата иницијатива и таа благородна идеја да се започне еден ваков настан, кој што, ако нели знаеме дека е 7-мо издание или 7-ми пат поред, тогаш значи дека било одлично и дека ќе продолжи со тој континуитет и веројатно уште повеќе и со подобар интензитет во однос на посетеност, поддршка и така натака. Но ако се навратиме на самата таа идеја, неопходно е вакво нешто кај нас и веројатно многу потребно за да се некако зголеми и интересот и некако информираноста, повторно ќе речеме, освестувањето на оваа тема и така натака. Ама за поттикнувањето за почеток или организација на настанот треба многу повеќе, ама тоа можеме и да се потсетиме или да го споделиме како изгледаше. Да, во однос на првиот настан 2018 година беше кога го направивме, нормално беше многу помало, со многу помалку настапи, со помалку деца присутни. Бевме нови, не познавани, не знаеа сега нели сепак за да те препознаат треба да помине известно време, треба да те запознаат доволно. Мислам дека ако речам дека на првиот настан беше со 50 на деца кои што дојдоа, иако беше, мислам, прекрасно беше, апсолутно презадоволни бевме ние. Самото тоа што ни дава, што си поминавме преубаво, ни даде волја и сила за понатаму да правиме. Имавме пријатели, спонзори, помагатели, нормално неколку беа тогаш. Меѓутоа, со тоа што веќе последниве години, вклучително и ова, имаме можеби некоја груба бројка околу 60 на компании кои што на различен начин се вклучуваат. Без разлика кој како може, како е во состојба да помогне. Волонтери, ако првиот или вториот настан сме имале 10 на 15, веќе имаме околу 100 волонтери. Тоа што ме радува многу, секогаш го потенцирам, е волонтерството, затоа што за мене тоа е една, не знам, за мене е прекрасна работа и особено кога има волонтери ученици од средни училишта и од коледжи, односно оваа година од Американ коледж, од медицинско училиште, од средното, мене тоа навистина многу ми значи, затоа што тоа е тоа поттикнувањето кај младите. Односно, не само поттикнувањето, и младите покажуваат всушност дека сакаат тоа да го направат. Сето тоа е на добра волја, не е никому нели наметнато нешто да го направи. Тешко беше, тешко од една страна, знаете како ја секогаш кажувам дека сето она што го правам, мислам јас, индивидуално кажувам, меѓутоа во секој случај не сум сам во целата приказна, сето тоа е со љубов, сето тоа е со многу волја, со многу желба. И толку лесно ни оди да мислам буквално ако требало претходните години нели да стрчаш, да се обратиш, да земиш, да превземеш дали реквизити, дали нешто за децата, мислам дека последниве години буквално што се вика се телефонски правиме. Тоа кажуваат дека веќе сме доволно препознаени, веќе не знаат како работиме, дека всушност кај нас искреноста е пред се. Така да мислам дека секоја година се повеќе односно се полесно и полесно ни оди. Самата бројност, значи ако имало 50 до 100 деца, веќе сме стигнале до 1000-1200 деца. Ние сакаме буквално секое дете да дојде, секој кој може да дојде, затоа на школка го правиме место каде што е од отворен тип. Таму нема буквално секој кој може и да помине случајно да не знае, може слободно да учествува.
никој пат не ми било мачно, ни мене, ниту на моите соработници, другари и пријатели, затоа што, пак ќе кажам, сето тоа е со една огромна желба и после секој настан, и на секој настан кога ќе не прегрнат децата, кој ќе ни речат, кој ќе не прашаат кога ќе биде наредниот, ние веќе тука многу полесно ни оди сето тоа. Така и со нетрпение чекаме. Да, и таа е таа сатисфакција која што се добива на крајот. Тоа е најголемата награда, нивната насмевка, насмевката, задоволството, среќата на децата, среќни и задоволни родители, сето тоа сме ние среќни и едноставно имаме, тоа ни е нас елан, ветар во грбнието. Да. И тоа се чувствува, тоа е една енергија која што се чувствува. Ја споменавте искреноста, ја споменавте прегратката и прегратката е во фокусот на овие случувања. Љубовта исто така, нели? Да. Гуши бац, што се пренесува како порака во било кој настан или настап, каде што самото здружение има своја улога и некако се навикна и самата публика, особено децата, за гуши бац и за тоа што е важно, ако зборуваме дека другарството е исклучително важно во животот и од мали нозе и едно вистинско богатство. А децата искреноста и љубовта ја препознаваат многу брзо и затоа и се мултиплицираат тој број на оние кои што сакаат да дојдат и да бидат присутни. За општествената одговорност, зона која што секој од нас треба да го носи во себе или да го поттикнува во себе и токму да се пронаоѓа преку вакви активности, не треба да зборуваме, тоа е еден факт кој што секој од нас треба да го знае, но ако имаме креативност која може да не води, а истовремено сакаме да направиме некое добро дело, тогаш добро е да дадеме поддршката. Добро е да можеби нашите деца ги едуцираме на еден начин преку вакви сликовници и содржини кои што имаат своја вистинска приказна. Ова ми е мало увертира на овој втор дел од нашиот разговор, нешто кое што говори за овие сликовници кои што имаат одлични илустрации и уште подобра приказна, која рековме дека е вистината. Ова е последната, ќе почнеме од последната, ќе потсетиме за претходните две. Големиот сон, со која што бевте на сајамот на книга, кој го имавме оваа година, и е приказна вистинска за едно девојче кое што денес ќе оставам вие да кој што стана звезда. Се почувствува како звезда. Како што спомнате, значи сите три сликовници, мислам, верувам, знам дека и сите наредни кои што ќе излезат ќе бидат реални приказни. Последната е всушност настан кој што се случи кога бевме на Златно Славече. Учествувавме нели со песната Гуши бац, тоа беше 2024 година и една од девојчињата која што беше таму, Ана, буквално кога стигнала дома, на своите родители ми рекла мамо, јас сум звезда. Значи се почувствувала на звезда. Се почувствувала како звезда со тоа што била на сцена. На сцена била со многу други деца, со многу други другарчиња, пред публика. Публиката ракоплескаше, верувајте, можеби беше минута, нас не личеше дека трае цела вечност. Тоа ми беше мене еден мотив да напишам приказната. Мислам дека супер излезе во секој поглед и самата приказна и илустрациите како што спомнавте, затоа што илустрациите кои што ги направи на оваа сликовница Алексеј Костовски на претходните Наташа мајката, значи буквално го погодија она што јас имав замислено без некоја насока претходно да им кажам. Сето тоа нели во издание на Прозарт медија, на прекрасните другарковци. И меѓутоа оваа приказна на Ана, на звездата Ана, односно Тиново приказната е приказна и на моите другарки, и на Марија, Дени, на Јована, на Мики, на Андреј. И не мора да е само детенце или лице кое што е во количка. Може да биде секоја различност, секоја попреченост. Тоа се докаже и на Златно Славече. Таму имавме од разни типови едноставно на попречености. И пак е тој оној моментот кој што сме ние останатите кои што треба да го направиме иницијалната каписта е да подадеме рака. Значи и преку сликовница, и преку сето тоа што го правиме ние, пак ќе кажем и други секако што го прават, едноставно се покажува дека сите тие наши другари, наши роднини, пријатели и сите овие дечиња едноставно имаат слични, различни, исти желби, посакувања и можности. Може да пее, може да рецитира, може да игра, било што може да направи. Ние сме тие кои што треба едноставно само да го препознаеме, да препознаеме желбата и да го овозможиме сето тоа.
преку песната, преку Гушибац, ете дојде сликовницата, ние гледаме на секој начин, токму тоа се и настапите всушност на школка, ние им го даваме просторот. Тие си се прикажуваат на начинот на кој што тие може да се прикажат. Дали пак ќе кажам, дали ќе изрецитира, дали ќе прочита, дали ќе игра на некој свој начин, воопшто не е битно, едноставно да го направи тоа што сака да го направи и може да го направи. Ние на попреченост не значи целосна спреченост. Значи, Ана, односно Тина, во приказната е девојче во количка, во ред. Незе одењето е потешко, меѓутоа учеството на сцена, пеењето, апсолутно е за незе прекрасно нешто што може да го направи. Токму тоа е приказната. Така и тоа што се почесувала буквално како звезда го потврдува ова кое што го кажувате, точно дека секој треба да го извади, односно да го покаже најдоброто од себе, а секогаш го има тоа нешто и истовремено чувството кое што се добива кое е непроценливо и веројатно фидбек за вашата работа. Па тоа е тоа, веројатно ете од една страна можам и јас да се ставам во овој момент да речеме на некој начин мене ми е овозможено да го правам тоа, нели, идеите, креативата за школка, за сликовниците. И сега јас како се чувствувам кога некој ми дал можност, конкретно за сликовниците Прозарт Медија. Ми ја дале можноста, имам 3 сликовници, веќе и 2 награди се добиени. Не може човек да не е среќен и радосен, да нема едноставно желба за понатаму да придонесува. И еден вистински показател дека тоа е мисијата всушност и насоката по која што треба да се движите, а тука сме негде сите ние, ако зборуваме во пратењето на чекори кои што представуваат пример. Точно, и секој може да се пронајде во тој придонес на свој начин. Не значи дека сите мора да пишуваат сликовници, не значи дека сите мора да прават настан на школка. Иако искрено јас сакам што повеќе да има вакви настани, да можеме и ние, но не само ние, секој кој може да го направи, затоа што таа дружба од 2 до 3 часа нека биде еднаш неделно, нека и има, без разлика дали е во затворено или неотворено негде, секој ја посакува. Тоа е нешто навистина е прекрасно. Така е. Ги споменавме и другарко и 2 маченца и другарко кои што се претходните 2 сликовници кои што може да се најдат во каде може да се најдат? За сега мислам дека да не сгрешам литература МК и сакам книги, мислам дека ги има. Меѓутоа набрзо ќе имам конкретна информација и од Дејан од издавачкава куќа, така да ќе споделиме, ќе објавиме. Така, тоа сигурно на социјалните мрежи, каде што сте доста активни и таму се пренесуваат најчесто пораките. Најдобриот начин за да се информираме истовремено. Македонската асоциација на издавачи е она која што го даде на 2 пати признанието за поттикнување општествена одговорност. Токму на Денис Јанкуловски космонаут, кој што го споминавме, го видовме преку фотографиите, што кажавте дополнителна потврда дека навистина е нешто што е особено важно. Многу ми е мило затоа што секоја награда е прекрасна. Било каква награда да добие човек, секојаш е прекрасно. Меѓутоа кога ги добив наградиве за општествена одговорност, за она што всушност го правам и преку здруженијето го правиме, тогаш за мене тоа е стварно значајно. Пак ќе кажам, сето тоа е елан, сето тоа е ветер во грб. Така, и од таму енергијата за целава организација и продолжување на оваа целокупна работа која што и предградките од децата, тоа е најголемата енергија. Тоа е најголемата енергија, најголемиот подарок. Имам уште малку од разговорот или времето предвидено за разговорот, па ќе го искористам да прашам за можеби останатите активности на Сдруженијето Аутизам или во смисла на тоа дали ќе се прошируваат овие активности и надвор од главниот град, поточно ваквите настани, различните гостувања и кои се другите идеи кои што постојат, можеби некакви едукативни програми во однос на училиштата, имате ли таков некој план? Па, начално ние си имаме некој план за активности во текот на годината, кои што веќе ни се стандардни, нели, како школка, како новогодишни работилници што ги правиме, посети, дали се работи на противпожарно здружение, дали се работи за зоолошка градина. Еве веќе јас сакам нешто што како дете сум го правил, се надевам дека ќе излезе во пресред да посетиме фабрики за производство на храна, сокчиња, не е битно, имам контакти, меѓутоа не сакам да спомнам да не испадне ако нешто не испадне дека сме одбиени, не сме одбиени, далеко тоа, меѓутоа сето тоа треба да се координира и да се договори. Прв нареден настан што ние со огромна радост го чекаме, тоа е во Крушево, Уенин Крушево, што веќе некоја година се организира, а ние 2 пати гостувавме и ќе гостуваме секогаш таму, затоа што тоа е прекрасно нешто доживување, тоа е во јули.
сето она што го кажам како посети, како дружби, како работилници може да излезат и тековно, значи неплански едноставно. Спонтано. Да. Така да имаме начална програма, меѓутоа секогаш таа програма е многу повеќе ја дополнуваме, што дефинитивно не радува. Во однос на тоа што кажавте, еве како што да речеме да дадеме некаков наш придонес во зголемувањето на свесноста, во потикнувањето по еве конкретно по училиште или по градинки. Можеби тоа еве почнат на некој начин со моje гостување со сликовници кои што ги имав во градинка и во училишта. Чувството е, мислам, не може да се опише дефинитивно, затоа што јас од дете го обожавам Бранко Коцкица и веќе на некој начин се чувствувам како така. Меѓутоа, за сето друго што е малку што бара повеќе организација, мислам дека не дека не сме во можност, меѓутоа сето треба многу да се координира, затоа што сите ние волонтериве, кажам волонтери, ние што сме во организација сме волонтери, сепак сме вработени, тоа си бара. Меѓутоа, секогаш можеме да дадеме свој придонес на некој начин, така да ќе видиме здравје. Пак ќе кажам, секогаш непланирано нешто излегува што е на огромна радост. Така да, здравје. Да. Споменавме добра бројка на волонтери и тоа е за поздрав, веројатно бројка која што ќе расте, па затоа може да кажеме како и на кој начин може да се пријават оние кои што сакаат да бидат волонтери, да помогнат во активностите на здруженијето, има некоја, претпоставам дека тоа е отворена можност. Да, секако, затоа кажувам, значи секој е добредоден, секој кој сака, затоа што некој кој сака да даде придонес, особено волонтерски, значи многу е, не знам, греф е што се вика да го одбиеш. Социјалните мрежи, Денис Јанкуловски, Аутизам АМК, таму може да некој телефон, ако знае мој слободно, нека каже, нека се обрати. Секојаш ќе најдеме место каде што може да го вклучиме, така да секој е добрено. И на крај, што повеќе тоа подобро. Така е, ета, ќе поканиме за оние кои што сакаат, така се чувствуваат, имаат жилба и се разбира оно кое што веројатно секој треба да одвои време и да го направи, е да се помогне и да се даде поддршка на ваквите настани кои што носат голема порака, а која се погласно се слуша. И на крај го заокружуваме овој наш разговор. Јас би прашала вака: дали до детското срце и до детското умче, во однос на разбирањето на оваа тема и прифаќањето на сите другарчиња се стигнува преку вака детски содржини, илустрации, сликовници и вистински приказни, преку добрата детска песна, како што е Гуши Бац, или преку заедничката дружба, социализација и сето оно кое што се пренесува на ваков настан, како што негуваме и денеска, или ќе направиме една сублимација од сето? Па да, веројатно сето сликовниците, песните, и тој е начин на кој што се допира дефинитивно, меѓутоа директниот контакт, искрениот контакт, детскиот контакт, едноставно да бидеш искрен другар со секое дете. Да пристапиш, пак ќе кажам, детски на некој начин, да почувствуваат дека едноставно си само едно големо дете, буквално порастено дете, како да кажам. Меѓутоа искреноста е пред се, затоа што довербата која што ќе ја стекнеш со искреност, еднаш ли ако ја изгубиш, мислам дека многу тешко се враќа назад. Така да, тоа е тоа. Насмевката, искреноста, пак ќе кажам, има многу начини на кои што можеш да станеш нивни другар. Тоа е најбитно. Така е. И еве ја упатуваме поканата за сите оние кои што не гледаат, оние кои што можеби во изминатите вакви интересни настани кои што се случуваа на школка, односно во изминатите години, беа дел да бидат и оваа година на 10 мај, рековме во колку часот? 10 мај од 11 до 14:30 часот по велете на Гуши Бац. Да кажем на која камера. Да, на која и да е пораката е испратена или поканата која што заедно ја упатуваме во моментов да се дружиме, да се забавуваме, да го разбудиме детето во себе и да се дружиме или да бидеме дел од тој детски свет. Да, и уште еднаш да докажеме дека заедно е најубаво. Така, заедно е најубаво, а другарството е богатство и она кое што секогаш треба да го одржуваме и да го пренесуваме на најмладите. Благодарам Денис за гостувањето, посакувам успех во вашата работа и на самото здружение. Ви благодарам вам и за можноста и овој еден начин на кој што се придонесува во поттикнување на свесноста. Секојаш медиумите вие сте еден од главните фактори. Благодарам уште еднаш. Утринската тема ќе продолжи се разбира со сето тоа, за да ги информираме нашите гледачи навремено, но и да ја испратиме секогаш велимо на порака која што е важна и да бидеме општествено одговорни.